Добро вечер, ова е дневникот на Канал 5 во 18:30. Реплики, жолчни кавги, паузи, собранието заглави на комисијата. ВМРО ДПМН нуди надпартиски договор за излез од кризата. СДСМ велат постои граѓански договор за промени. Спротивно на законот поставена двојазична табла на Охридскиот здравствен фонд. Западот и Русија на различни страни за кризата во Македонија. Путин и Вучич разговарале за Балканот. 500 случаи на рак на дебелото црево се откриваат годишно, 400 завршуваат фатално. Се труели Европа со небезбедно месо од Бразил. Продолжува исплатата на субвенциите за земјоделците. Поранешен полицаец во СССР, најсуров серијски убиец, осомничен за убиство на 84 жени. Да, во овој дневник во живо ќе се вклучиме од пред собранието за текот на денешната седница, но и за протестите за заедничка Македонија. Пред собранието е Весна Велкова Тодоровска. Весна, кој е епилогот од денешното продолжение на собраниската седница? Собраниската седница заврши како што требаше да заврши во 18 часот, како што е веќе договорено, но при тоа без побара координација кај председавачот Велјановски, на која било договорено дека утре ќе стартува собраниската седница во 11 часот, а не како овие два дена во 12 часот. Целата собраниска седница всушност се одвиваше околу тоа барањето на СДСМ да се продолжи време траењето, односно работното време на пратениците и потоа и по 18 часот. Бити? Благодарам, Весна Вилкова. Подоцна ќе ја вклучиме во дневникот за деталите за она што се расправаше на денешната продолжение на конститутивната седница, на која што по точката за избор на членовите и председател на комисијата за избор и именување треба да се избере и председател на собранието. А како што ја најавив, во овој дневник во живо ќе се вклучиме и за протестите за заедничка Македонија. Јулијана Николовска ги следи. Јуле, каква е атмосферата, какви пораки беа пратени денес? Добро вечер, Бети. Од 30-тиот ден од како се одржуваат протестните маршови во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, денеска од пред владата на Република Македонија граѓаните дојдоа овдека пред собранието, а веќе полека се упатуваат пред штабот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде оттаму ќе се прочитаат барањата на оваа граѓанска иницијатива, кои пред се однесуваат на тоа да се отфрли тиранската платформа. За тоа што мислат граѓаните и дел од обраќањата на организаторите, ќе ги слушнеме подоле во дневникот. Пети? Благодарам, Јулијана. За сега, почитувани, ме поканувам да останете со дневникот на Канал 5. Се враќаме по кусата пауза за реклама. Гледате дневникот на Канал 5. Продолжението на собраниската конститутивна седница е прекинато пред околу 1 час, за сега без епилог. Претениците на ВМРО ДПМН не се откажуваат од репликите, СДСМ пак барат да се прескокне оваа точка околу избор на членовите на собраниската комисија за избор и именување, да се оди на избор на председател на собранието. Седницата, како што веќе споменав, ја следи Весна Велкова Тодоровска. Весна, продолжението на седницата е најавено за утре во чинам 10 или 11 часот. Да, седницата е најавена за во 11 часот, но речи си цел ден како започнаа пратениците од 12 часот и 20 минути. Овде во собранието се одвиваше жестока дебата на вториот ден од продолжувањето на конститутивната седница со две точки на дневен ред, значи избор на комисијата за избор и именувања и избор на собраниски спикер. Речи си сите пратеници од сите партии, овде представници народни избраници, денеска си го кажаа својот став. Значи ВМРО ДПМН побара од СДСМ јавно да се откаже од тиранската платформа, но и да кажат што содржи законот за јазици. Значи СДСМ пак побара со став дека нема платформа, туку само владина програма. Значи тие ја повикаа на дебатата да не се разговара за овие теми, туку за точките кои се на дневниот ред, односно за комисијата, за изборот на комисијата и изборот на спикерот. Сепак, како се одвиваше дебатата, да ги слушнеме Томислав Тунтевски од СДСМ и Нада Ципушева од ВМРО ДПМН. Еден политичар
од Социјалдемократскиот сојуз кој што постојано на медиумите повикува дека за сите прашања треба да се дебатира, за жал сега не најде за сходно да даде одговор, да се вклучи во дискусија, во дебата и да даде одговор на многу прашања кои што граѓаните ги тиштат. Да даде одговор за тиранската платформа, да даде одговор за двојазичноста, да даде одговор за редефинирање и за редица други прашања. За каква платформа зборувате на точка на дневен ред каде што е изборна комисија за избори и именување? Тоа значи и сега ние да бараме вие да се откажете од бугарската платформа. Затоа што си имате бугарски пасоши, затоа што овдека седат и во клупите, што мислат дека един народ, две држави се уште. Затоа што се виткаат со други знамиња, сега се виткаат со нашето знаме. Или во заграда, горна, долна, средна, независна, ваква, таква. Или можеби да бараме да се откажете од индиската платформа на Субрата Рој. Да, значи, денеска и ДУИ со свој став, значи, кажа дека дебатата за националните символи за кои долго се дебатирало ја отвориле македонските политички партии. ДУИ не се залага за кантонизација, за федерализација, за поделба, туку за унитарна Македонија со почит кон уставниот поредок на земјата. Ова од собраниската говорница го изјави Артан Груби од ДУИ. Значи, во првиот дел од денешната собраниска седница имаше жестока дебата, тука се судрија ВМРО ДПМН и ДУИ. Да ги слушнеме Джевата Деми од ДУИ и Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Како член на најтесното партиско раководство на ДУИ, да ви кажам, нека знае и цела јавност, и ако го знае, проблемот не беше законот за јазикот. Проблемот беше се и ово. Има луѓе од ДУИ кои што кажа дека сите барања за јазикот ги прифатил СДСМ и затоа е одлуката со околу СЈО. Ке се согласам во еден дел. Проблемот е СЈО заради тоа што во последниот период од месец дена СЈО почна да се занимава со ДУИ. Дали тоа што водоводот во Тетово не е направен, дали е ВМРО крив или некој таму? Не е ВМРО крив. Доста се покривате со ВМРО и за канализацијата во Арачиново. Да, Канал 5 денеска консултираше и експерти токму за ваквиот избор на собраниски спикер. Разговорот го правеше нашата колешка Ивана Стојановска со политичкиот политиколог Алберт Муслију. Господине Муслију, веќе втор ден во собранието тече собраниската дебата околу избор на комисијата за прашање и именувања. На истиот дневен ред е и изборот на председател на собранието. До кога очекувате да трае оваа седница со оглед на тоа што има голем број пријавено пратеници за коментар, за реплики и што очекувате нели да биде понатаму во собранието со оглед на тоа што СДСМ и ДУИ веќе предложија свој кандидат за председател на собранието, господинот Талат Џафери. Кои се следните процедури? И мислам дека ова целата процедура на која инсистира ВМРО ДПМН веќе станува смешна. Ние сите знаеме зошто ова се прави, не дека инсистира толку многу на дебата, колку инсистира да се одговори целиот процес. И мислам дека не само што е неозбилно, туку е неодговорно кон сите граѓани. Нам ни се приближуваат локалните, значи привршувањето на мандатот на локалните власти, а они не се чувствуваат одговорни да целиот тој процес се одблокира, иако во јавноста слушаме многу спинови дека грижата за граѓаните е нивниот главен мотиватор. Граѓаните излегува на избори, тие избори треба да се ефектуираат преку парламентот и мислам дека било каква игра од овој вид им штети на сите, не само на политичките елити, туку не штети нам као граѓани и таа тензија во општеството која е во константен пораст само може да порасне. До кога очекувате да трае ова продолжение на конститутивната седница? Па ја мислам дека новото мнозинство верувам дека ќе изнајде начин како да ја заобиколи ова обструкција моментална која е и да се заврши конституирањето на парламентот. Моментот кога ќе се конституира парламентот, ќе се избере спикер на парламентот, тогаш веќе имаме некои рокови кои секако дека
ќе треба да се пазат. Не сум ја против дебата или диалог помеѓу страните, но ви велам, вакви испади не се дел ни од демократската дебата, ни од демократскиот диалог, туку се просто политички акт на одолговекување на процесот. Мислам дека кога ќе се конституира парламентот, дека новото мнозинство, ако успее да се договори за коалициона влада, ќе излезе пред парламентот и јавноста, ќе се образложи што тие планира да направат и ако ги добијат гласовите на пратениците, а пратениците се народот, тогаш ќе си имаме нова влада и ќе можат посериозно да влезат и во реформските процеси. Од движењето БЕСА најавија дека за нив е неприфатлив предлогот на СДСМ и на ДУИ за председател на Собранието, најавија дека тие ќе излезат со нивен предлог за избор, истото го најавија и од ВМРО ДПМН. Колку според вас тоа ќе ја искомпликува моменталната ситуација? Не верувам дека ќе ја искомпликува, може таму да излезат и пратеници и на самата седница да кандидираат и некој нов пратеник, кандидат за председател на Собранието. По крајна линија целиот тој процес ќе заврши со гласање. Тој што ќе го има мнозинството во парламентот, неговиот кандидат ќе се избере. Ви благодарам, господине Муслиу, на разговор. Ви благодарам и вам. Тоа беше ставот на Алберт Муслиу. Весна Велкова-Тодоровска се јави од пред Собранието, каде утре продолжува конститутивната собраниска седница. Продолжуваме со дневникот. ВМРО ДПМН предлага патока за решавање на политичката криза, создавање на надпартиски договор за секоидно принципиелно решавање на внатрешни разлики во рамки само на институциите на државата, без странски агенди или представници единствено од страна на легитимно избрани представници на македонските граѓани. Прво, да се усогласиме дали важноста на политичката пракса, коалицирање на победник со победник, е фактор на дополнителна стабилност во државата, дали како таква треба да обстои, или се отфрла сега и во иднина. Доколку се отфрла, тоа би било во интерес на изедначување на гласот на секој пратеник, со сите логични последици од таков чекор. Второ, дали се прифатливи странските агенди во внатрешно политички цели, или пак единствено тие кои што се представени и верификувани од граѓаните на Република Македонија на избори, се актуелни, релевантни и продуктивни агенди за државата. Трето, дали при конституирањето на Собранието на Република Македонија, сегашното, но и во секој иден состав, позицијата председател на Собранието на Република Македонија логично би му следувала или би следувала на политичката коалиција или партија која што победила на изборите или треба да биде предмет на надгласување. Во истиот контекст, кои би биле гаранциите дека оваа позиција председател на Собранието на Република Македонија не би била злоупотребена за политички махинации со цел одложување на одредени закажани или предвидени избори или игнорирање на волјата на мнозинството граѓани кои што имаат најголем број на изгласани пратеници во Собранието. Нова понуда од ВМРО ДПМН од СДСМ одговори дека има граѓански договор за промени, а Груевски и ВМРО ДПМН се дел од проблемите и не можат да бидат дел од решението. Договор против поделби, против изолација, против сценарија за бинационална држава, зашто втор ден во Собранието јасно се заложува и самиот Антонио Милошевски. Тоа е граѓански договор на околу 700.000 граѓани, преточен во 67 пратенички мандати од сите партии во Собранието, освен од ДПМН. Има легитимно, демократско формирано парламентарно мнозинство во Република Македонија. Дали БЕСА ќе ја поддржи новата владина коалиција предводена од СДСМ и ДУИ? Од БЕСА најавија дека нема да дадат поддршка за Талат Џафери да биде нов председател на Собранието. Од партијата вела дека паднале маските и дека ДУИ не може да биде дел од реформска влада. Ке биде ли БЕСА дел од владата што би ја формирале СДСМ и ДУИ по нивниот став дека е очигледно дека двете партии со кандидатурата на Талат Џафери за претседател на Собранието немаат план да формираат реформска влада. Денес конечно падна маските
за една реформска епоха, под наводници се разбира, за уривање на режим, исто така под наводници, и за смена на курсот на земјата, исто така под наводници. Бившиот министер на Никола Груевски, осуден заради закана по смртна службено лице во 2008 година, министерот кој, злоупотребувајќи службената должност, даваше хонорари по своја желба, зашто доби сериозни забелешки и од антикорупцијска комисија, денес се предлага да биде прв човек што ќе остави белег на една реформска влада. Ако вака започнуваат реформите, тогаш можеме да се согласиме дека имаме погрешна и различна перцепција за поимот реформа. Од БЕСА објаснуваат дека неподдршката за Џафери не ја менува одлуката да ги дадат подписите за лидерот на СДСМ Зоран Заев да го добие мандатот за состав на влада. Но дали ќе бидат дел од таа влада зависи од повеќе фактори и одлука за тоа се уште нема. Потпаролот на БЕСА Фатон Фазлио вели единствена причина поради која не го поддржуваат Џафери е тоа што не се согласуваат инкриминирани лица да бидат на високи државни функции. Тој демантира дека причина е тоа што СДСМ не го прифатиле нивниот предлог во идната влада БЕСА да има ист број министри со ДУИ. Од СДСМ коментираат дека за нив не е спорно тоа што со БЕСА имаат различни гледишта кои треба да го води македонскиот парламент. БЕСА најави дека пред Комисијата за избори и именувања ќе достави свој предлог за кандидат за собраниски спикер, чие име се уште не е познато. 30 дена од протестите за заедничка Македонија, за мултиетничко општество против бинационална држава. Вчера учесниците на протестот беа пред седиштето на ВМРО ДПМН, денеска пред седиштето на СДСМ. Јулијана Николовска е пред собранието. Јуле, какви пораки денеска беа испратени? Така бити и денеска голем број на граѓани се на улиците на Скопје во знак на протест на обидот да се спроведе така наречената тиранска платформа. Велат дека тие се на овие протести, на овие протестни маршеви, бидејќи сакаат да испратат порака дека Македонија мора да остане унитарна држава и дека не сакаат да биде спроведена тиранската платформа. Освен во Скопје се протестира и во голем број други градови низ државата. Денеска учесниците во протестниот марш во Скопје ги прашавме да одговорат на повиците на дел од политичките партии и политичките лидери дека нема потреба од протести, дека граѓаните нема зошто да се плашат и дека не постои тиранска платформа. Граѓаните велат дека тука се затоа што сепак има простор за загриженост и тие се тука да го изразат своето незадоволство поради тоа. Предлагам да слушнеме анкетата. Да им порачам на тие политичари, што мислат дека нема причина. Причина има. Овој народ е причината, затоа што сакат да спроведат некоја платформа у оваа суверена држава, призната од 138 земји. Мирна држава, мирен, културен народ. Само оваа држава може да манипулираат како сакаат, но дојде крајот и овој народ излезе на улица да го реши тој проблем. Проблемот е во политичарите, не е во народот. Политичари кои не ја признаваат оваа држава, уведуваат платформа, платформата не им држи место, овој народ е против таа платформа. Секој свесен граѓанин што сака да живее тука мирно на ова мало парче земја, би требало да се чувствува малце загрижен. Тој што е предавник, тој треба да се осуди, Заев треба да се осуди. Јас сум од Републиката на Пламен, од Крушево, и си ја поштам Македонија, јас сум Влад, и си ја сака Македонија, метар од душата, живот и водан за таа Македонија. Ние сме овде собрани против таа тиранска платформа. Значи, има тиранска платформа. Значи, која што може да доведе до редефинирање на нашата држава. Така тоа беа мислењата на граѓаните. Овдека од пред собранието на патот од владата до штабот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше кратко обраќање. Ванчо Петрушевски, еден од поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, тој рече дека граѓаните и тие како иницијатори и организатори на улиците се бидејќи сакаат да го одбранат македонското, од оние кои што тоа не го признаваат. Да слушнеме дел од говорот.
македонски. Ова македонски изгледа да многумина им пречи. Македонски значи гордост. Бети, како што кажав и претходно, се протестира и во многу други градови. Имаме анкета од Охрид, каде што исто така во изминативе 30 на дена се организираат протестни маршеви. Да слушнам. Значи не се работи за никакви надворешни, ниту пак внатрешни притисоци. Ова е само волја и желба на граѓаните да дојдат тука да го наполниме плоштадот и да дадат цврста, храбро и јуначки дадат поддршката за унитарна Македонија. Инаку не сакаме никаква распредавна на територија, не сакаме промена на нашето уставно име, сакаме само подемно уставно име да видиме Република Македонија. Да живи унитарна Македонија и да живеат сите граѓани, оние што ја сакат. Да, Јулијана Николовска за протестите за заедничка Македонија, целосен извештај во наредното издание на вестите на Канал 5. Продолжуваме со одборот. Спротивно на законот поставена двојазична табла на Охридскиот здравствен фонд. Да, таблата која нукеска незаконски била поставена, утрината била искршена. Полицијата го истражува случајот, ке имали санкции за непочитување на законот. Искршена новопоставената двојазична табла на Фондот за пензиско инвалидско осигурување во Охрид. Раководителот на фондот Самет Резвани синоќа скришум незаконски поставил двојазична табла на институцијата, која утро во непознати сторители беше демолирана, коментираат вработените. Според законот за употреба на јазиците, не смее поставување двојазични табли на институции во општини каде нема 20% албанско население. Во моментов СВР Охрид има одредени информации за можниот сторител и се преземаат понатамошни мерки со цел за окружување на овој настан. Морам да напоменам дека не се случени никакви нарушување на јавниот ред и мир или тепачки во пресред на извршеното оштетување ова утро. Полицијата ќе ги гони сторителите на оштетувањето, но кој да го казни директорот кој незаконски поставува двојазични табли. Ова е втора провокација, велат вработените од фондот за Канал 5 телевизија, кои не сакаат да зборуваат пред камера. Пред 3 години Резвани на своја рака постави двојазични плочки на канцелариите, кои требаше да ги отстрани инспекцијата, но останаа на вратите до ден денес. Резвани се правда. Поставувањето на таблата не била провокација, туку се работи за тековна активност на институцијата и таблите на фондот се заменували и во други општини. Сметаме дека ова е некој еден вандален чин и истото го осудуваме. Фондот ги презема сите чекори, иста табла да ја замени и да стави нова. Ке напоминам дека случајот е пријавен пред надлежни институции, ги презедува сите мерки за да се вати сторителот. Резвани не се откажува. Јавно најави дека повторно ќе ја ставил истата двојазична табла. Вакви незаконски двојазични табли во Охрид се поставени и во Центарот за социјални работи и во УЈП, онаму каде на раководни места е кадар на ДУИ. А ветеринарните власти со засилени контроли истражуваат дали постои опасност од увоз на небезбедно месо од Бразил. Ке стигне ли бразилското сомнително месо до македонската трпеза? Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Поповски вели дека се засилени инспекцијските контроли на увозните пратки со месо, посебно кај оние со потекло од Бразил, по избивање на аферата за наводен подкуп на официјални ветеринарни власти кои издавале дозволи за извоз на небезбедно месо. Сега ќе се чека инспекцијските контроли од Европа да утврдат дали ќе се крене рампата за бразилското месо. Ги засиливме контролите и секоја пратка која ќе со потекло од Бразил на било кој граничен премин ќе биде задржана и ќе биде демонстрирана во делот на безбедноста на производите, значи комплет за микробиолошки и хемиски критериуми, но и за квалитет.
Се до добивање на резултатите, овие производи нема да можат да бидат, значи да влезат во Република Македонија и да бидат ставени во промет, се до оној момент нормално додека не добиеме резултати кои се соодветни за пуштање во промет на овие производи. Годишно од Бразил увезуваме речиси 8 милиони килограми месо и месни производи. Само 1 милион отпаѓаат на друг вид месо, а вкупното останато количество е пилешко. Нашите контроли лани утврдиле проблем кај 3 пратки со преработки од месо, но со потекло од Италија, Косово и Грција. Дозволиво е Министерството за финансии во период на формирање на новата реформска влада да продолжува со неконтролираното и нетранспарентно задолжување на граѓаните и идните генерации, велат од СДСМ. Министерството за финансии денеска ги задолжи граѓаните со нов нето долг од 6,56 милиони евра. Техничкиот министер за финансии во заминување Кирил Миновски ќе мора да објасни пред граѓаните за што ги задолжи со нови 6,56 милиони евра. Ако се знае дека оваа недела нема доспеани обврски за враќање на граѓаните, им е итно потребна новата реформска влада која што транспарентно и отчетно ќе раководи со нивните пари, соопштија од СДСМ. Издавањето на државни хартии од вредност е редовна активност на Министерството за финансии, воведена уште во 2004 година, посочуваат во реакцијата од Министерството за финансии. Финансирањето на буџетскиот дефицит преку домашни извори, односно државни хартии од вредност, е предвидено и со буџетот за 2017 согласно Законот за јавен долг и максималниот износ за задолжување на домашниот пазар, објавениот календар за аукции, како и согласно понудата и побарувачката на државните хартии од вредност од страна на инвеститорите. Министерството носи одлука за оптималниот износ, се вели во реакцијата. Освен финансирањето на буџетскиот дефицит, издавањето на државните хартии од вредност има за цел и да го развие пазарот на капитал во земјава, соопшти Министерството за финансии. Западот и Русија на различни страни за кризата во Македонија. Путин и Вучич разговарале за Балканот. Неопходно е да се донесе нов закон за следење на комуникациите, вели јавниот обвинител Марко Зврлевски. Тој додаде дека нелегалното следење на комуникациите доведе до голема општествена криза во земјава. Неопходно е да се донесе нов закон за следење на комуникациите, истакна јавниот обвинител Марко Зврлевски на меѓународната конференција Следење на комуникациите, законска рамка и искуства, улогата на јавниот обвинител која се одржа во Скопје. Тој додаде дека нелегалното следење на комуникациите доведе до голема општествена криза во државата и дека ова не е прв пат системите за следење да бидат злоупотребени во земјава. Според Зврлевски, следењето на комуникациите е исклучиво во рацете на Министерството за внатрешни работи, иако со законот повеќе институции се овластени за тоа. Иако со законот за следење на комуникациите е предвидено дека овластени органи за следење на комуникациите се јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, а дури и Царинската управа, фактички следењето на комуникациите остана во рацете на Министерството за внатрешни работи, бидејќи до денес тие исклучиво ја поседуваат потребната опрема. Тоа се главните забелешки на меѓународна заедница. Примената на посебните истражни мерки е битно ограничена и истите се применуваат само тогаш кога е веројатно дека ќе се обезбедат податоци и докази неопходни за водење на кривичната постапка, истакна председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Тој додаде дека ова средство се користи единствено во ситуација кога се работи за заштита на интересите на безбедноста и одбраната на земјата. Од 2015 година до денес тоа се вкупно тројца суди, односно тројца председатели на Врховниот суд на Република Македонија, кои постапувале по ваквите барања. На меѓународната конференција присуствуваа јавни обвинители и нивни заменици од Албанија, Косово, Русија, Турција, Бугарија, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Западот и Русија се на различни страни во политичката ситуација во Македонија, смета српскиот премиер Александар Вучиќ по вчерашната средба со рускиот претседател Владимир Путин во Москва.
Во интервју за телевизија Пинк, Вучик изјави дека со Путин зборувале за состојбата на Балканот, за надворешните влијанија во регионот, но и за ситуацијата во Македонија. Вучич, како што пренесоа повеќето српски медиуми, оценил дека Москва е против формирање влада од страна на СДСМ, колку што западните сили ја поддржуваат владата на Зоран Заев и албанските партии, толку ми делува дека рускиот претседател не е на таа страна, изјавил српскиот премиер Вучич за телевизија Пинк. Интервјуто уследи неколку часа по вчерашната средба со Путин во Кремљ, на која рускиот лидер оцени дека состојбата на Балканот е тензична. И, конечно, мне бы очень хотелось с вами обсудить сегодня ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение. А Истражниот комитет на Иркутската област во Русија покрена конечно обвинение против Михаил Попков, попознат како ангарскиот манијак, поради убиство на 60 жени и 52 годишниот поранешен полицаец веќе осуден за 22 убиства. Ако биде прогласен за виновен, Попков ќе стане најмасовниот серијски убиец во историјата на Русија. Неколкумесечната истрага потврди уште најмалку 60 жени убил рускиот полицаец Михаил Попков. Масовната потрага на локациите што ги посочил самиот серијски убиец го разоткри вистинскиот ужас скриен во густите шуми на Иркутск. Встретилась мне женщина, находящаяся в приезде, совершила это убийство. То есть вам она не понравилась Да. поведение? На настоящий момент Попкову предъявлено обвинение. Покренати се обвиненија за 60 дела, 59 убиства и еден обид за убиство. Ангарскиот манијак, како што го нарекоа медиумите, пред 2 години веќе беше осуден на доживотна казна затвор за убиство на 22 жени. Злосторствата кои психолозите ги оценија како убиства од страст, а самиот Попков како прочистување на женскиот морал, тој ги почнува во 1994-та, кога преку ноќ исчезнуваат дузина жени на возраст помеѓу 17 и 40 години. Такое количество обнаружений трупов со зверским... На труповите беа забележани зверски повреди, телата беа целосно осакатени, човек не може да не биде шокиран. Это был определенный шок. Речиси сите биле силувани па ликвидирани со секира, шрафцигер или нож. Евгенија е една од само двете преживеани, која како 18 годишничка успева да го преживее нападот на полицаецот за примери посветен татко и сопруг. Ми понуди превоз и јас се качев во неговиот автомобил. Не се посомнева воопшто зашто беше во полициска униформа, следно што знаме дека се разбудив во шума силувана и со фрактура на главата. Ако биде повторно осуден, Попков ке стане најзлогласениот серијски убиец во Русија со 82 жртви. До сега најмасовен убиец беше Андреј Чикатило со 53. Попков не секае, вели дека за него има само еден суд. Господь Бог он меня судит. Занимливост во продолжение, джиновски петел од Косово стана хит на интернет, а многумина помислија дека се работи за видео со специјални ефекти. Се работи за видео со специјален ефект, сепак мистеријата е разрешена. Станува збор за петел од видот Брахма, кој може да порасне до 120 см и да достигне тежина од 10 кг. Видеото е прегледано 80 милиони пати, а слободната проценка е дека со ваква птица на трпеза 4-члено семејство би можело да има храна за една недела. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатна вечер.